Компаниите може да се развиваат и да постигнат успех, да создадат дела инвестиции ако имаат силни лидери и менаџери. Теоријата вели дека лидерот е архитект кој оформува култура на организацијата, а менаџерот пак е секој оној кој на било кое ниво во организацијата го насочува напорот на другите луѓе кон остварување на целите, ако истовремено е одговорен и за нивната работа. Со промоција на книгата со автентичен наслов "Шлемот е мојата круна" од група автори во присуство на представници на државниот и црковен врв, градоначалници, деловни партнери, вработени и пријатели, во Скопје неодамна се одбележаа јубилеите. 40 години успешна и плодна кариера на професор доктор Ванчо Чифлиганец и 15 години успешна македонска градителска приказна Адора инженеринг. За големината на еден лидер, предприемач и менаџер во рамките на свечената промоција на книгата "Шлемот е мојата круна" треба да се истакне оценката на академик Таки Фити, председател на Македонската академија на науките и уметностите, кој оцени дека професор доктор Ванчо Чифлиганец е човек со лидерски способности, а Адора инженеринг е компанија вредна за почит. Радува фактот што оценките за Адора инженеринг и Ванчо Чифлиганец, што ги изнесов во 2012 година, денес комплетно ми се потврдуваат и дополнително ми се зацврстуваат. Кога се одбележуваше 10 годишниот јубилеј на Адора, моите оценки беа дека станува збор за типична предприемничка, иновативна фирма, за фирма водена од предприемач со лидерски способности и за фирма со потенцијал за брз раст. Резултатите што Адора ги постигна за овие 15 години, тоа недвосмислено го потврдуваат. Изградени 40 елитни стамбено-деловни објекти, проектирани и изведени 2700 станови, 300 деловни простории и 3000 паркиралишта. Резултат вреден за почит, порача Фити. Монографијата "Шлемот е мојата круна" од афирмираниот авторски тим Дејан Азески, Нина Кепеска, Сонја Маџовска и редакторот професор доктор Венко Андоновски изобилува со биографски факти. Од почетоците на професор доктор Ванчо Чифлиганец во родниот Раклиш Радовиш, преку дипломирањето, магистрирањето и докторирањето на Рударско-геолошкиот факултет во Белград, успешното раководење со рудникот Бучим, во неговата златна деценија, двата пратенички мандати во Собранието на Република Македонија, светскиот и европски триумф во борење на Бучим јака, богатата филантропска традиција и 15 годишниот развој на Адора инженеринг, докажан градежен бренд во врвот на високоградбата во Македонија. За еден од авторите, историчарот, публицист и новинар Дејан Азески, Чифлиганец е апсолутно позитивен пример за младите предприемачи кои сакаат да се занимаваат со бизнис, а кои за жал во Македонија се помалку ги има. На свеченоста Азески истакна: Сите ние заедно, гордо денеска, може да кажеме дека ја постигнавме примарната цел и дека пред вас промовираме дело кое, подсетувајќи на грандиозните дела на поискусните, ќе ги мотивира првите, мали, но значајни чекори на најмладите. И не се собравме овде 500 значајни луѓе од целата држава и регионот, за да одбележуваме некаков крај, колку да е тој успешен и свечен. Денешната промоција и задутрешното отворање на градителското чудо, наречено Flatiron, немаат никакво значење ако тие не представуваат почеток на нешто многу поголемо и грандиозно од бизнис и економски аспект. Нешто кое ги комбинира чудотворните менаџерски искуства од ерата на Бучим, од златната деценија на Бучим, и материјалниот и искуствен капитал од ерата на најдобрата македонска градителска фирма Адора инженеринг. Јас можам да констатирам дека ова дефинитивно не е крај, туку почеток на најголемите успеси на Ванчо Чифлиганец кои допарва следуваат. И затоа ја повикувам целата сала на нозе со најсилен аплауз да го подржи овај голем човек и гранитен македонец во неговите идни планови.
Растежот на Адора Инженеринг низ изминативе 15 години е всушност многу важен влог во растежот на македонската економија, но и на европскиот и меѓународен углед на Република Македонија во професионална и градежна смисла, порача писателот Венко Андоновски, дел од авторскиот тим на книгата Шлемот е мојата круна. Ние овде дојдовме за да покажеме фактички дека иако ние говориме за некој заокружен циклус од 15 години на Адора Инженеринг, ова не само што не е крај. Ова не е ни далеку од крај, затоа што многу почетоци следуваат од ова што досега е сработено во Адора Инженеринг и од Адора Инженеринг. Ако не се може, тогаш не знаеш, ама треба да научиш. И затоа во една прилика му реков, каков човек си ти? Човек ќе ти даде глина, ќе замесиш тули, ќе направиш. Ќе ти даде човек купишта книги, ќе одбраниш докторат. Ќе ти даде човек рудник со доста низок процент на руда, ти ќе го направиш балкански магнат. Ќе ти даде човек, значи, обично семејно земјиште предвидено за градба, ти ќе почнеш кариера на една фирма која во Европа, во Виена, во 2012 година ќе стане најуспешна компанија, а ти најуспешен менаџер. Значи, тоа како да се биде човек, секој дневно го учам од Ванчо Чифлиганец, а јас сум човек кој верува дека од секој човек може да се научи нешто и дека нема човек од кого не можете да научите нешто. Второто нешто што на некој начин емотивно ме врзува за него и секогаш ќе бидам дел од неговите проекти, е тоа што тој секогаш во луѓето го бара доброто, а не злото. Сите ние денес некако се навикнавме дека е многу полесно да се побара злото во некој човек, и тоа лесно се наоѓа, затоа што секој од нас има и мани. И има многу повеќе мани од што доблести. Но Ванчо Чифлиганец ме воодушевувал во овие 3-4 години познанство со тоа што и во оние кои го обструирале секогаш го наоѓал доброто. Јас немам чуено од него лош збор, дури и за оние луѓе кои не му мислеле добро. Тоа е една огромна школа за мене, која мене не ми е непозната. Јас тоа сум го читал кај разни филозофи, меѓутоа, кога пред себе во Македонија ќе видите човек кој не е филозоф, а ви го кажува и ви го покажува со својот животен пример истото, тогаш вие навистина се чувствувате пресреќни. Затоа што на дело гледате нешто што едноставно сте го учеле од книга. На дело гледате како изгледа вистински човек. И затоа и неговата филантропија, за која ќе имаме прилика веројатно уште да говориме во годините што следуваат, е една специфична филантропија која не можете да ја подведете на давање. Таа не е давање. Таа е преобразување на луѓето во вистински луѓе. Таа е враќање на оптимизмот. Таа е уништување на несреќата и на малодушноста. Таа е враќање на енергијата. Потврда за влијанието што го има еден менаџер, лидер, предприемач во развојот и создавањето на една компанија може да се согледа преку успешната приказна на компанијата Адора Инженеринг. Ако се постави прашањето што всушност ги прави предприемачите поразлични од останатите, тоа е она што прави да веруваат во себе, да ја земат иднината во своји раце и да бидат решени да се искачат на врвот. Едноставно ќе се каже, предприемачкиот дух е она што ги инспирира останатите да бидат најуспешни. Од желба до лидерство и амбиција, тоа е она што најдобро го дефинира секој предприемачки дух. Во продолжение да го слушнеме мислењето на професор доктор Чифлиганец на оваа тема.
Многу јубилеи, вечер на голема возбуда пред се кога се работи за еден толку долг и голем јубилеј. Вашите впечатоци после еден убав настан во кој што со многу пријатели, многу еминентни личности го споделивте тоа и го одбележавте се она што сте го работеле во сите овие години. Прво благодарам на вашето внимание како медиуми. Денес ние одбележувавме повеќе јубилеи за почит. Тоа е 15 години Адор инженеринг, 25 години успешно менеджерирање, тоа е 30 години од докторирање, 35 од магистрирање, а пред се 40 години плодна успешна кариера. Денес сум многу задоволен што еден таков јубилеј, 40 години плодна успешна кариера, го споделивме денеска со видни луѓе, успешни луѓе, добронамерни луѓе, кои сите тие 40 години ме поддржувале добронамерно и сите тие се вградени во мозаикот 40 години успешна плодна кариера моја и 15 години Адор инженеринг. Денешните јубилеи што ги одбележувам, не славам, сакав полека да се повлечам, али денеска кога ја видов искреноста и поддршката на овие 400-500 потврдени македонски неимбери, мислам дека од утре со исто темпо, па и со поголемо темпо ќе работиме, затоа што на крај краева сакаме со овие јубилеи, јас сакам да докажам, да пренесам на младите генерации дека Македонија каква таква, али е плодна почва за да одгледуваме растенија, а растенијата да родат добар плод. Тоа е примерот на Адор инженеринг, 15 години во високата градба, како успешна македонска градителска приказна и дека имаме ресурси, дека во Македонија може да се прави бизнис корисен за заедницата, за целата држава и за економијата на Република Македонија. Запишавте во ова дело пред се како една монографија за раст и развој на се она што е успех и работа, ваша лична, но и на целиот ваш тим. Она што некако се провлекува и низ говорите и она што гостите го забележаа е да се порача дека и во Македонија може успешно да се работи. Во тој контекст, која е вашата порака до младите предприемачи, оние кои што имаат идеја и сакаат да бидат дел од македонската историја, односно на економската повеќе? Јас мислам, генерациите кои се присутни во бизнес и младите генерации кои доаѓаат, да не ги воде водилката, ако некој не стои за тебе, не можеш да успееш. Јас сум успеал во животот само со едно добро воспитување од родителите. Јас денеска сакам да ја пренесам пораката од срце и душа, да по младите генерации, па и на возрастите, дека има плодна почва во Македонија да се успее во бизнисот. Јас почнав од еден вработив, зенитот беше 420 вработени, со скромни средства почнав, а за 15 години скоро 300 милиона евра економски обртај. Ние за овие 15 години берем 15 стандарди ги подигнавме не само за македонски услови, за европски услови. Дали е тоа геомеханичката стабилност, дали е асеизмиката, дали е енергетската ефикасност, дали е акустиката, сето тоа. Ние денеска кога Адор инженеринг кога градиме, ние го градиме, јас велам, не европски, надевропски и светски. Значи, сакам на младите со работа, со знање, со упорност, пропратено со многу непроспиени ноќи и со пот да се успее. Ви посакувам успех во понатамошната кариера и лично, но и многу во насока на развојот на Адор инженеринг. Она што е важно е дека пред се имаме една одлична македонска компанија во градежниот сектор, која што ги испишува страниците на македонската економска историја, а токму во тој контекст и понатаму да продолжи да се гради успехот на компанијата. Па преку примерот Адор инженеринг даде голем придонос во високата градба, пред се зголемувајќи ги стандардите. Без појавата на Адор инженеринг сигурно стандардите во градежништвото ќе беа помали. Сега да се продаде стан мора бар да биде на рамлиште на Адор инженеринг.
Јас бизнис го сваќам како надпревар. Надпревар со гол. Јас секој сакам да учествувам на европско првенство, светско, а најсладко ми кога победувам на Олимпијада и кога има. Сакам да бидам меѓу победниците, па некојаш и победник. Сакам исто на младите да ја кажам, јас сум среќен човек. Се што во животот замислив, остварив и повеќе од тоа. Али сакам да додадам. За 40 години работен стаж, јас немам 40 дена да ги споеш викендите и годишни одмори, а пак ме прави среќен. Зошто? Кога правиш дела, кога велиме дека само дела се вистина како за собственото постоење, како каменот што тежи на своето место, така и човекот тежи со своите дела, нема посреќен човек. Јас се осеќам среќен човек. Денеска еве овие луѓе што ги гледам, околу 500 луѓе добронамерни кои цел живот ме поддржувале, и мислам дека треба младите да се определат, да создават, да работат. Не треба никош да постои не можам. Се што се покуша може да се оствари. Ви посакувам успех. Благодарам и на вас. Тимот е клучен фактор за успех на компанијата, а улогата на еден менаџер во создавањето на добар тим кој ќе го гради успехот е голема. Како гледаат вработените на еден успешен менаџер и лидер, преку разговорот со дел од вработените на Дора Инженеринг во продолжение на емисијата Профит. Успешната приказна на Дора Инженеринг. Вие сте од самиот почеток и некако составен дел на се она што е Дора Инженеринг, живеејќи со тој развој и со градење на она што е компанијата денес. Какво е чувството да сте долги години од самиот почеток од тимот на Дора Инженеринг? Па јас ќе ви кажам дека имав среќа да влезам во една фирма како што е Дора Инженеринг, во која на почетокот бевме многу малку луѓе. Директорот беше нормално главниот двигател на целата идеја. Кога влегов во фирмата, он веќе ги имаше идеите за првата зграда. Ја дојдов само тоа да го материализирам. Почнавме интензивно да работиме, сите сугестии, директорот и идеи што ги имаше ми ги кажуваше мене, јас само ги преточував во цртежи. На почетокот малку бев и сомничав, викам дали ќе испадне све како што треба. Почнавме, преправавме, доправавме, се трудевме. Ја моето цело искуство имав малку 2-3 години проектантско искуство. Го вложував целото искуство во тоа што он ми го презентираше како идеи. Некогаш ќе знаеше да каже 2-3 збора, а ја требаше да составам цела реченица, цело четиво. Се надевам дека успеав во тоа. Секогаш беа неговите идеи читки, меѓутоа требаше да се довршат. И ја се надевам дека успеав во тоа. Направивме убаво дело, првиот објект ми беше многу успешен. Тоа ми даде потик да идеме понатаму и после се движеа сите згради како на филмска лента. Не лича една на друга, меѓутоа се трудевме да задржиме еден код, да бидеме препознатливи, да направиме еден нов бренд во градежништвото, да внесеме многу новости. Колку успеавме, тоа ќе кажат станарите, граѓаните. Што според вас е она што беше водилка и најголемата причина за успехот на Дора Инженеринг? Колку лидерското во господинот Ванчо Чифлиганец е нешто што навистина е потврда дека токму со првиот човек може да се постигне и најголемиот развој во една компанија? Знаете како? Секој објект што го почнуваме е самиот приказна за себе. Од прилика, пак ќе речам, контурите на секој нареден објект директорот ги има замислено во својата глава, меѓутоа техничкиот дел сепак не може сам да го направи, затоа сме ние тука архитектите да го преточиме тоа све во реален проект, реален објект. Секогаш новите работи го има тој осет директорот, таа интуиција да ја даде таа една прва нота како понатаму делото да се одвива, целата симфонија да се одвива. Се трудиме, учиме еден од друг. Приметувам дека и нашиот менаџер од нас доста учи, ги прифаќа нашите сугестии, ние од него, и така правиме еден композит кој до сега се покажа како успешен рецепт. Понатаму се надевам дека ќе продолжиме во исти правец.
сметате ли дека само главниот виновник за успехот е токму и основачот, собственикот, лидерот, во случајот господинот Ванчо Чифлиганец, или тимот е тој кој што тој го предводи и го дава она што значи успешната приказна на Адора Инженеринг? Значи, за да се има едно успешно дело, визијата мора да биде јасна и читка. Меѓутоа, тоа би го опишал целиот тој процес како еден холограмски, како една холограмска асамблеја, како еден мозаик, во која секој човек, секој вработен во Адора си има едно посебно место, неговото камче е на посебно место од мозаикот, и целата таа слика, целиот тој мозаик на крајот кој ќе го погледнете, тоа е составен од златни камчиња, од секој вработен се внесува самиот, секој вработен е сам собствен менаџер на своето дело, својот делокруг на работа. Така да не може да се оддели едно од друго. Да, најзаслушен е директорот, меѓутоа таа слика, тој мозаик се комплетира од сите тие камчиња, од сите тие вработени кои, ја мислам дека сите до еден се безрезервно даваат во таа цела приказна. И вечерва бевме присутни на многу јубилеи, тргнувајќи од оној на собственикот, основачот и главниот лидер во Адора Инженеринг, па понатаму она што е круна на успехот и на компанијата и на целокупната работа на Адора Инженеринг. Според вас, како вие го гледате пред се господинот Ванчо Чифлиганец како ваш директор и што би порачале и до вашите колеги кои што понатаму заеднички ќе треба да го продолжите тој пат кон успехот и да ја градите успешноста на компанијата Адора? Значи, нашиот директор, господинот Ванчо Чифлиганец, има таа моќ да ги разбуди сите можности кај секоја една единка што е вклучена во процесот. Значи, тој импут, таа искра на поттик, на се што е она заспано да го разбуди, се што е несигурно да му даде сигурност, се што мисли дека не може да успее на некој магичен начин ќе му даде некој шмек, поттик за да тоа на крајот се реализира. Значи, тука е неговата најголема умешност да кај секој од професионалците да го извади максимумот, да се даде секој највеќе и тоа што него знае да успее да го научи за најкраток можен рок, да го стави во проектот и да добиеме едно успешно архитектонско, па и финансиско дело. На крајот крајава ние сите работиме за да направиме објекти кои утре можеме да ги реализираме, да ги продадеме, да бидат задоволни нашите купци на станови, нашите денеска сите што живеат во нашите објекти, тие треба да бидат, тие се крајниот корисник. Значи, во тој ланец на производство од ништо во нешто, најзаслушен е директорот што ни дава тој бризгувачки, тој, како да речам, горивото на целата приказна е самиот директор. И еве од ова што го говорите се потврдува дека лидерот навистина има значајна улога во една компанија, а тоа е потврда и преку Адора Инженеринг како една успешна македонска компанија. Вам ви посакувам успешна работа и да бидете и понатаму дел од тимот кој што го потврди својот успех со сите оние дела кои што низ годините ги изгради како гордост на македонската економија и на македонското стопанство. Ви благодарам. Благодарам и на вас и се надевам дека ќе имаме уште многу прилики да се сретнеме вака да поразговараме за нови објекти, за нови успеси. Ви благодарам уште еднаш. Теоријата потврдува дека менаџерот кој е добар лидер може да создаде своја бизнис империја преку успешно работење, а во продолжение резимирани теоретски факти како на дополнување за темата. Менаџерот лидер создава успешен тим. Успешноста на еден менаџер и лидер се гледа и во неговата подготвеност да создаде добар тим кој ќе може да ја следи неговата визија и да ги извршува задачите со кои ќе постигнуваат развој во компанијата. На пристапот во формирањето тим влијае и стилот на лидерството.
Тоа понекогаш се и критичните фактори кои менаџерот мора да ги има во предвид при изборот на стил на лидерство, кои треба да ги следат потребите на подредените, карактерот на работните групи, на задачата што треба да ја извршат подредените, организацијската структура, културата и климата на организацијата. Менаџерот се соочува и со голем број скриени аспекти во една организација, како што се ставовите, перцепциите, нормите, неформалните односи, конфликтите меѓу поединци и групи и друго, кои исто така треба да ги познава и разбира, што воопшто не е едноставно, а има влијание на начинот на менаџирање и водење. За успешно менаџирање потребно знаење. Менаџерите и лидерите треба постојано да се едуцираат за да можат да бидат успешни во работата. Успешните македонски менаџери и лидери кои ги издигнале своите компании до бизнис империи велат дека во бизнисот може да се постигне успех доколку се има поголемо знаење. Тоа го порачуваат и на младите луѓе, особено оние кои сакаат да бидат дел од бизнисот со постојано учење, желба, храброст и визија. Тоа да го преточат во практиката и со посветена работа, само така можат да успеат. Успешниот лидер ја трансформира компанијата. Менаџерите сметаат дека не постои формула за успех, а искусните лидери со текот на времето знаат што е најдобро за нив во работењето и тие ги развиваат правилата за успехот. Успешниот лидер действува како човек кој може да поведе во трансформација која ќе доведе пак до поефикасно и поефективно работење на организацијата, а со тоа и на стопанството во земјата во целина. Комплексноста на околината, зголемената неизвестност бараат поинаков капацитет на лидерството, различно од тоа што го нудат традиционалните управувачки модели. Затоа и во теоријата се вели дека е потребен нов тип на лидер, кој може да реагира креативно и делотворно со текот на промените. Таквиот лидер ја разбира комплексноста и бара шанса за подобро работење преку партнерства, развој и инвестиции. Тие пак се најголема потврда колку успел да се изгради во својата професија еден менаџер и лидер со тоа што преземал големи иницијативи и капитални инвестиции во кои го вложил и својот капитал со високи износи и целокупното знаење и лично и на тимот и внел иновации во она што го создава. Создал свој бренд кој остава голем печат во околината во која работи, со одговорноста во работењето, своето големо економско влијание на социјалниот статус, стандардот на вработените и слично. Таков е примерот со компанијата Адора Инженеринг. Анализирајќи го патот до успехот на еден предприемач, неговиот професионален развој, влијанието кое го има на својата компанија, постигнувањата кои ги прави како резултат на својата успешна работа, преку примерот во емисијата Профит, заклучуваме дека македонското стопанство треба да даде поддршка за да се создаваат многу вакви успешни примери, со што ќе имаме многу повеќе успешни компании и економски просперитет. Предприемачките и лидерски вештини се клучни за да може да се очекува успех и развој во една компанија. Тоа го потврдивме и преку примерот во ова издание на емисијата Профит. Тоа нека биде доволен мотив за сите кои што имаат компанија или пак управуваат со неа, да ја следат својата мисија и визија и со лидерските вештини да направат компанијата да се развива и да биде успешна. Почитувани гледачи, тоа беа содржините за ова издание на емисијата Профит. Следете ги сите изданија на YouTube каналот Профит Наша ТВ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување.